Добро вечер назад во отвореното студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител. Продолжуваме со уште една дебата со двајца многу драги и многу значајни гости, господинот Тито Петковски, председателот на НСДП, и господинот Никола Димитров, министерот за надворешни работи на Македонија. Бидејќи темата ќе биде таа која што сите ја знаеме, а тоа што понатаму се Македонија, јас само би замогнал од режија доколку го имаме колегата Антонио Крстовски, кој што е пред седиштето на ВМРО, проструја некакви, Антонио, добро вечер, уште еднаш, проструја некакви информации за некакви исклучувања од партијата. Кои се твоите информации? Добро вечер, Сашо, повторно од седиштето на ВМРО ДПМН, каде што се одржува седница на Централниот комитет на партијата. Во исчекување сме на изјава од страна на некои од официјалните лица од раководството на партијата, меѓутоа додека седевме пред седиштето, проструја информации дека Централниот комитет донел одлука да ги разреши од извршниот комитет подпредседателот на партијата Митко Јанчев и еден од реформаторите Костадин Богданов. Информациите кои што се уште се неофицијални не се потврдени од раководството на партијата, меѓутоа за 1 ТВ Богданов и Јанчев дадоа кратки изјави, ќе прочитам само сегмент од нив. Богданов вели дека едноставно имаме спротивставени визии со председателот за патот по кој што треба да се движи партијата ВМРО ДПМН и Република Македонија. Разликите особено дојдоа до израз во последните неколку месеци кога се актуализираше договорот за името потпишан меѓу Република Македонија и Република Грција во Преспа. Според мене, вели Богданов, тоа беше, но и се уште е момент во кој партијата требаше јасно и конкретно да ја покаже својата евроатлантска заложба. Јас длабоко верувам дека Македонија ќе биде просперитетна држава, членка на НАТО и на Европската унија со целосно имплементирање на договорот од Преспа. Богданов вели дека се залага за модерна народна партија во која неистомислениците нема да се исклучуваат од нејзините тела. Ова беше изјавата писмена која што ја даде Костадин Богданов за 1 ТВ по информациите дека е исклучен од извршниот комитет на партијата. Јас го контактирав и Митко Јанчев, подпредседателот на партијата, кој што во телефонски разговор рече дека и тој од медиумите се информирал за оваа одлука, за која што се уште нема официјална потврда од партиските органи. Инаку тој беше еден од првите кои што отворено и јавно кажа дека не се согласува со дел од ставовите со кои што излегува партијата во пресрет на референдумот, па и околу договорот потпишан во Преспа. Остануваме на терен во секој момент се... Така е. Бидејќи си пред седиштето на ВМРО, таму се очекува некој да излезе да даде јавно соопштение. Претпоставам дека во соопштението ќе се каже дека Мицкоски има полна поддршка од Централниот комитет, но јас би сакал да поминам на разговор со гостите, па те замолувам додека чекаш, ако има нешто важно и така натаму, ќе ми јавате од режијата, повторно ќе те вклучиме. Благодарам за сега за ова вклучување. Добро вечер. Како што гледате, возбудливо е во Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Тито Петковски, вие не сте било одамна во последните 2 недели од кога се случуваат овие работи во медиумите, барем не во овие електронски и така. Како вие оценувате целата оваа ситуација? И да ве прашам, за да не ве прашам дополнително, мислам, очекувавте ли, сепак сте вие долгогодишен партиски кадар, раководител, председател храната му, да вака брзо се одмота едно клопче на криза во една партија за само 24 сати после еден настан како што беше гласањето за амандманите? Па не е ова така на брзина за 2-3 дена. Јас мислам, ова е закаснала реакција на процесите што се случуваат во ВМРО ДПМН, што беше многу нормално прво да се филтрира позицијата внатре на луѓето во раководството на партијата за време на референдумот. Не вешто, мислам, побегна од реалноста ВМРО ДПМН, криејќи се за оние луѓе што постојано не гласаат и така натаму во Македонија, не излегува, или за една сомнителна група, така наречена, единствена Македонија, да
покажат дека огромна популација на граѓаните ги поддржуваат, а ако беа сигурни дека граѓаните стојат за политиката на ВМРО ДПМН, ВМРО ќе се одважеше и ќе излезеше и ќе гласаше против. Но тие беа свесни дека тоа нема да се случи и она што тогаш не се случи, се случува денес. И мислам дека тоа не е лошо, тоа е добро. За самата партија или за... Ова е добро за општеството, за самата партија не можам да кажам, тие сепак ќе се судат. Но мислам дека за Република Македонија на партија која долги години ја водеше државата, беше персонификација на македонските национални интереси, така лошо да ги одмери и да ги процени процесите општествени. Она се соочува со реалноста дури сега, кога виде дека таа политика практично крахира, долгогодишна политика на ВМРО ДПМН. И криејќи се невешто за време на референдумот, мораше да експлодира сега таа внатрешните превирања и експлозијата. Во која насока ќе се движат, не знам, но едно сум сигурен, дека ова е исклучително позитивна појава внатре во партијата, која отвара перспективи, која дефинитивно на граѓаните на Република Македонија дава можност да го согледат крајот. Добро, тоа за самата партија, ако заврши се со исклучување на сите што се за демократија, реформи и запад, тогаш не знам колку е позитивно за ВМРО, но Ете што, ја во принцип не сакам да судам или да се ситам, да речеме, за туѓа несреќа. Не е ова ситење, ова е анализа. Она што се случи во ВМРО ДПМН, сепак ќе видиме, проценките треба и денес и малку потемелни треба да се направат натре, на што се должи тие сериозни разидувања, но дефинитивно се сруши митот на ВМРО ДПМН, дека е тоа монолитна партија со воена дисциплина и така натаму. Тоа практично било само резултат на авторитарно водење на партијата. Никој не смее да излези, кој ќе има поинакво мислење, ќе има таква последица. Ќе се навратиме на тоа, ако ми дозволите, господине Димитров, вас не можам да ве прашувам заради вашата функција за да коментирате внатре партијски состојби, но морам да ве прашам нешто што е врзано и со ова што Митко Јанчев го изјавил за нашиот репортер, а тоа е дека не се согласил со делувањето на партијата во однос на внатре партиските и на државните македонски интереси како перспектива. Грешам ли ако забележам дека на извесен начин и кај вас и кај Заев во последните десетина дена целите драми околу референдумот, постреферендумската ситуација, овие драми околу собирањето на мнозинство и така натаму, како да имаше една разочараност од Мицковски. Како да се чувствувате дека сте пружиле рака, сте се обидиле се да направите, на крај сте биле одбиени. И мислам, не ве терам да правите психолошки портрети, но тоа го врзувам и заради оваа силна реакција која доаѓа од странство кон Мицковски. Ова денеска овој инцидент што му го приреди американскиот заменик помошник државен секретар е сепак голема непријатност да едноставно го откачите како лидер на опозицијата и да кажете дека немате што со него да разговарате. Како вие гледате на тоа? Сега ме ставивте у дилема. Па ве ставам во дилема затоа што со воведот и резервата, дали да коментирам. Ама реално, мислам дека идеално сценарио за нашата земја, општество беше сите да бидат честни и да се залагаат за својот став и визија на референдумот. Ќе имаше излезност и ќе имаше позитивна одлука, ќе го затворевме тоа поглавје без отворени рани. Има постојано една, можеме да ја наречеме нечестност, илузија, едно несоочување со реалноста. Јас бев пред неколку години на неколку дена на една обука со професори од Харвард. Меѓу другото, имаше и решавање на спорови, имаше и лидерство. И професорот го почна тој курс за лидерство, вели лидерство е на тие на кои што им служите, дали е држава, дали е компанија, дали е да ги соочите со реалноста. И сега созревањето на Македонија во голем дел во контекст на политичката криза на неказнивост 15-та, 16-та, првата половина од 17-та година нас ни овозможи да се соочиме со реалноста. Ако сакаме во НАТО, треба да седиме со сите нивни држави членки на маса. Една од нив е нашиот сосед. Треба да ја убедиме дека и во нивен интерес да бидеме на таа маса, треба да се спријателиме и треба да ги надминеме проблемите. Целиот свет тоа го поздрави.
Најдовме начин да го отвориме процесот, да најдеме решение после 27 години барање. Си ја преземавме одговорноста, многу честно објаснувајќи зошто мислиме дека е така. И ние имаме сега од другата страна една опозиција, или барем раководството на опозицијата, која што упорно има една многу чудна позиција. Сме за НАТО, сме за ЕУ, меѓутоа не сакаме со овој договор. Ама нема друг договор, велат сите. Од НАТО, од Столтенберг, од комисијата, од американци, од од германци. Таа аргументација ни е јасна на двете. После тоа, со референдумот, едно крајно неодговорно однесување во однос на партијата, во однос на нашата татковина, на нашата држава. И сега пак, од една страна, секој по свое убедување, меѓу другото, како одлучуваат пратеници во собрание им загарантирано по Уставот. Член 62 вели, пратениците ги представуваат граѓаните и одлучуваат по свое убедување. Гледајте што им се случи. Добро, тие велат дека притисоците доаѓале од власта, тие велат дека подкупите, обидите за подкупи доаѓале од СДСМ и така натаму. Има една голема, морам поискрено да почнеме да водиме политика во Македонија. И сега да го преживееме тоа е прашањето. Сега ова е, значи, неодржливи се тие две позиции. И ова негледање, па какви писма разменија со, имаше една јасна порака во писмото од Вес Мичел, видовме каков е одговорот. Ние сега ќе мора да си ја чуваме земјата и да си чекориме по патот што си го отворивме. Живееме во еден така не баш најстабилен период во светската политика. Европа е зафатена, ќе видиме што се ќе има на Балканот кон крајот на оваа идната година. Да си ја зацврстиме нашата државност, да го затвориме ова поглавје, си отвараме... Прашањето ќе важи и за двајцата, ама еве да почнеме со господин Петковски. Вие мислите дека ова ќе заврши процесов како што е замислен? Бидејќи ќе барам потоа и господинот министер да ми одговори на тоа. Бидејќи ние само го отворивме сега процесот, навистина мачно, но успешно се собраа доволно гласови да се помине на расправа на амандманите. Имаме енергија, имаме кондиција, имаме некаква согласност да ова го дотераме до крај без преголеми драми сега во следните фази? Јас мислам да. Ќе кажам зошто. Значи, ова експлозија на незадоволство во ВМРО ДПМН, што резултираше сега дали е точно или не со група луѓето кои што учествува во настаните од 27 април, нели, бараат одговорност од Мицкоски, бидејќи им ветил дека ќе им гарантира слобода со капиталот на имото што располага, нели, партијата и дека ќе издействува амнестија. Како што гледате, тоа не успеа да го испорача. А од друга страна, констранците страшно арогантно, дрско, правејќи ја партијата изолирана практично за подолг период. Мислам дека овие пратеници, независно како дошле сега, има секакви спекулации до ситуација да се убедат дека треба да гласат. Добро рече министерот. Македонската политика не е секојаш премногу чиста, знаеме тоа, но тоа е материјалот со кој располагаме. Тоа може јавно да се правда од овие причини. Значи, пратениците навистина се представници на сите граѓани, не се само на политичка партија. Идат на листа на политичка партија, има гласат по своје уверување и така натаму. Значи, направија нешто што беше незамисливо, да речеме од времето кога ВМРО пак се делеше меѓу ВМРО Народна, ВМРО ДПМН и така натаму. Ова е второ внатрешно раслојување на ВМРО, додуше тогаш се продуцира неколку политички партии. Но отворија процес во Македонија да собранието ја води политичката игра во рамките на очекувањето на граѓаните. Ја искрено очекувам многу луѓе кои што сега од многу причини се колеба да покажат својот вистински однос кон промените на Уставот, дека дополнително
ќе сватат дека ова за Македонија е многу значаен момент. Ова е можда во поновата македонска историја една од најзначајните етапи. Дали ќе можеме Несомнено. да продолжиме? Несомнено. Да. Но значи ли тоа, ве прашам и од позиција на искуство на председател на собрание? Може ли да очекуваме сега ние комисиски седници, пленарки во кои што ќе има милион амандмани, во кои што ќе има не може, има искривување на микрофони, пеење химни и така натаму? Не верувам, бидејќи ова лекција што ја доби сега раководството на ВМРО ДПМН, мислам дека ќе ги ограничи деструктивните нивни активности и дека конечно ќе навистина постапат во интерес на долгорочните интереси национални на Република Македонија и дека ќе вложат дел од својот авторитет, ќе загубат лично, ама ќе вложат за Македонија. Да ви кажам зошто. Малку оптимистички ми делувате. Не, да ви кажам речникот зошто. што го слушаме деновиве, овие сега драстични мерки што се превзимаат во партијата, некако не ми се чини тоа како да ви кажам зошто. Имам своје објаснување. Значи, не се тука должи на различни политички програми, идеолошки провиниенции меѓу СДСМ и ВМРО. Главната причина зашто ВМРО ДПМН не прифаќаше промена на името е плашејќи се за идентитетот на партијата. Идентитетот на партијата ти го крена над националниот идентитет. И тие знаат дека договорот, доколку се имплементира, дефинитивно се ратификува и од грчка страна, ќе значи релативизација на ВМРО ДПМН. Тргнете од нивните идеолошки постулати на кои што почива ВМРО ДПМН. Не знам дали ќе се согласите, бидејќи вие сте таму поблиску. Според моје длабоко убедување. Значи, тоа се 4 столба на кои почива идеологијата на ВМРО. Бидејќи е занимлива тезата, до сега не сте чуле вака да некој елаборира. Јас ги следам од почетокот на појавата на македонскиот плурализам и на ВМРО ДПМН. Бевте во коалиција, судив ги знаете од близко. Ама пријателска работа, што да ви кажам. Така е, кажете ги четирите. Значи, прво се почива на антикомунизам. Добро. Тој повеќе нестана од политичката историја. Второ на антиалбанство. Гледате денес, едно од вторите такали заложби на Мицковски беше како да ги ревитализира, редефинира односите со гости разговаравме дека историски погледнато ВМРО само соработка имал со албанските ослободителни. Значи, антиалбанство. Третата идеолошка основица беше клерикализмот, нивното силно врзување за црквата, наука, што ја знам, часови, отварање со свештеници, враќање на имотите и четвртата е национализмот. И гледате сега, со имплементација на Преспанскиот договор се губат основните постулати на кои што почива ВМРО ДПМН. Тие најжестоко се противеа дали овдека во овој случај губитник ќе биде ВМРО или СДСМ со тоа што ќе го призна. Кој повеќе губи? ВМРО дефинитивно свати дека суштината на нивната програма заштита на македонизмот, заштита на македонските национални интереси, дефинитивно е завршена приказна. И тие сватија дека кога претера... Тие сватија, мислите на раководството, мислите на Мицковски, мислите на кој? Ја мислам на раководството, затоа имате различни реакции внатре. Онаа борба, еве што слушаме, ако е тоа вистина, дека еден исклучително разумен човек, кој што и како градоначалник победи, имаше исклучително рационални погледи и сугестии за излезот на ВМРО ДПМН од криза, тие го исклучуваат. Пратениците ги исклучија како глас на разум, знаете. Таа партија веќе заглибува во тешки води. Ова заглибување на партијата, ако продолжи да оди во тој правец, ќе го искомпликува ли процесот што стои пред нас, бидејќи тој ќе трае уште веројатно 2-3 месеци во некаква оптимална варијанта? Мислам дека за нас ова до некаде го разбирам. Од друга страна можам да аргументирам дека нема посилни национални интереси во моментов, освен НАТО членството, фаќање на возот кон Европската Унија и затворање на идентитетските предизвици. Во услови кога не само логиката, не само изјавите на странците во однос на подобар договор и така натаму, туку и грчката опозиција јасно како бел ден е дека тоа ќе стане проблем. Ако ова сега ние не го затвориме. Ја мислам дека таа поделба, не знам, антикомунизам, мислам дека ние сме на една во една фаза кога ќе мора на друг
Начин, Мегдан, колосек, Мегдан. да ги реорганизираме нашите политички сили во земјава. Кој е попрагматичен, кој е покреативен, кој е повреден, кој е почесен. А не кој е погласен и кој е попрогресивен, можеби, или можеби ќе ги делиме како Макрон што ги дели, на прогресивни и на реактивни, на напред или на назад. Ќе видиме. Тоа е работа можеби повеќе за вас, за политички аналитичари. Факт е дека ВМРО не може, радикализирајќи се, да не го изгуби своето членство и симпатии кај оние кои што, оти ние ако за нешто имавме консензус во Македонија, беше европските и евроатлантските интеграции. И сега, тоа тело, ако они се радикализираат да им личат соопштенијата опасно блиски со соопштение на една држава која што не крие дека не сака Македонија да влезе во НАТО, кој што ги користи и нивните ставови, па вели 2/3 од македонците, од граѓаните на Република Македонија, ама не се... Во денешното соопштение... Во денешното соопштение. Така, со еден тврд реч. Ама на референдумот гласаа против не 1.200.000 луѓе, 37.700 граѓани. Значи, и тоа е нивна одлука. Нас како држава мислам дека ни е подобро и за овој процес и за посреднорочна иднина да имаме кредибилна алтернатива во смисла на демократски вредности и во смисла на западна ориентација. Не знам дали ни одговара како на општество да имаме, ама мислам дека они ќе се маргинализираат ако ја однесат работата натаму во смисла на својот правец. И тоа е работа, дали ќе има одврзани раце лидерот, не сум сигурен. Сите овие луѓе што се Да бе вратам на прашањето, исклучуваат. се плашите од компликации во парламентарната процедура сега? Ќе треба, Не, мислам дека овој процес не. ќе бара мудрост, ќе бара внимателност, мислам дека е исклучително важен, ветува како почна, оти ова беше, ние имаме уште доста за работа, ама ова беше многу крупен чекор. Го отворивме процесот. Сега ние ќе мора да направиме нацрт амандмани, ќе треба да го вклучиме собранието луѓето што беа за оваа иницијатива да се отвори тој процес. Ќе треба да вклучиме и јавност, ќе трае, деловничките рокови се доста долги. Ќе има и јавна расправа, прво има нацрт амандмани, па јавна расправа, па предлог амандмани и со тоа се ќе се заврши, ќе отиде топката во Атина, во Грција на ратификација. Ќе се навратиме на Атина, бидејќи таму јас исто извинав. интересна ситуацијата. Поведете. Значи, собраниската процедура, онака како што е утврдува деловникот, дава надеж дека работите може да се завршат во рокот за кој што е предвидено, некаде до јануари. Зошто? Ако се да речем 4 амандмани, според деловникот за секој амандман се води тродневна расправа. Може да се јават и 100 души, ама 3 дена. 30 дена од утврдувањето на амандманите до седницата на собранието. 61 глас треба само за утврдување на текстот на амандманите, значи тоа е поедноставна процедура, и јавната дебата ќе трае 30 дена, што значи дека само на последната фаза, при утврдувањето на амандмани, при гласањето на амандманите, треба се обезбедат 2/3. И јас сум сигурен, еве овдека пак може дека се спомене дека тогаш ќе имаме повеќе пратеници. Сакам да ви искористам додека сте тука, тоа не може да го прашам господин Димитров, кој ќе си замине од таа функција, ќе прави со него тие разговори. Не знам Каде дали се може вечно да биде. Каде во целата приказна се изгуби господинот Груевски? Еве денеска гледаме дека се вади опонентот дека главниот виновник за се бил наводно Мијалков, иако не сме сигурни воопшто кој тоа го вади и дали тоа не е некаква, еден од претходните гости рече дека тоа бурлеска, дека е тоа една договорена драмалетка и така натаму. Но де факто суштината на ова што и двајцата го опишувате како некаков како некаков сегашен статус на ВМРО ДПМН го произведе Груевски. Груевски го нема нигде. Седел во предсобието на собранието, камерите речиси да не го забележија за време на гласањето, денеска молчи, нема никаков став, партијата се распаѓа по други шавови или можеби глуми дека се распаѓа. Добро, вие зарочекувате човек кој што е осуден 2 години со просилна пресуда
и очекува само повик да почне да издржува казната, да има кредибилитет, да се јави јавно, да учествува во собраниска Јас не видам дека дебата, тој мене да ми иде во недостасува. Јас само медиуми ме и така прашувам. натаму. Човекот прачно Дали е се уште тој центарот на движењето и на оваа Не. криза во ВМРО? Не. Тоа ми е Не. прашањето всушност. А Мицковски се определи, според моје мислење, да игра до крај во функција на заштита на Груевски. Зошто? За да се заштити себе си. Ќе се види тоа покасно зошто Мицковски толку одработува за Груевски. Но таа истата матрица на политичари, мислам, не можам да сватам онаква жестина, онаква фрустрација, напади домашни на странски политичари и така натаму. Така да вие не очекувате. Груевски е изгубен политички случај и тој само сега гледа на кој начин, ако може, да се издействува некоја општа амнестија и така натаму, во што ја не верувам, па да се Доаѓаме до тоа прашање. Повелете, Ова господин. само една реченица. Се обидов да ве поштедам од одговора. Не за ова, околу овој оптимизам дека ќе се зголемува мнозинството. Над Добро. двотретинско, дека ќе биде малку покомотно. Мислам дека има такви основи. Јас не сум пратеник, ама малку се подомаќинив во собранието околу овој процес, Седејќи, претходно посодено седејќи. И има такви сигнали, оти како што нашето општество расте, критичката јавност, така растат и за кога е толку голем историски генерацијски влог, овој процес апсолутно има генерацијски влог. И е многу судбински за тоа каква Македонија ќе имаме за 5 или за 10 години. Се разбира. Стегите на партијата, колку се потврди и колку се поекстремни во смисла на рационалност, бидејќи многу очигледни се, вие не можете да сакате да имате пријателство со западниот свет, а да вакви клоци да мавате. И колку е тоа понерационално и колку се потврди стегите, толку ќе биде потешко за тие луѓе таму, кои што се свесни за овој генерацијски влог, да минуваат туку така само заради партиска дисциплина. Кое што И- гледаме дека и прилично е Не може да создава. И не може тоа, не е одржливо. Таа тензија не може да одржи. Особено кога ќе видат дека голем дел од овие небулози, кои што беа протуркувани, пласирани во контекст на кампањата, не знам што се криело за амандманите, ова ќе се брише, она ќе се, која ќе се соголи како што сега се соголува и уште повеќе ќе се соголи со нацрт текстот и во дебатата, нема, луѓето ќе сакаат да влезат Сето и да споделат да бидат во одговорност. клубот на победниците и на оние што Оти, ќе кај нас упорно се прави една крупна грешка. Одговорноста кај политичарите не е само за направени чекори, туку и за ненаправени. И за пропуштени шанси. Одговорноста, хипотетички, јако мислам дека апсолутно се нереални шансите за тоа, да не успее овој процес. Импликациите врз Македонија, тие што се борат да не успее, тоа се страшни. И мислам дека е добро што и тие луѓе нема да видат какви се импликации може да има нашата земја, ако не влеземе во... Сето ова што го говорите е сепак во тесна врска со онаја сега веќе историска понуда на премиерот Заев, искажана во собранието на еден малку збунувачки начин кој што беше протолкуван деетичките, правно и така натаму за некаков вид на простување, помирување и така натаму. Петковски ви изненаде тој потез и како мислите дека тоа ќе функционира? Мене не ме изненади, бидејќи многу добро го познавам господин Заев. Добро. Тој многу искрено од дното на душата кажа дека ова е момент кога треба си пружиме рака. Во христијанската култура сосема нормално да се прават гревои, да се простуват за гревои. Кога станува збор за врвни интереси државни како што е овој, некојаш треба да се става во втор план личните партиските интереси, да проговори совеста кај секој од нас што сме одговорни сега во политиката и околу тие интереси, ако никош до сега не сме направиле компромис, да го направиме сега. И јас тоа го разбрав на поинаков начин. Немам никакви информации од владата како мислат тие тоа да го направат, може да знае министр, но јас си го толкувам на следниот начин. Значи, ние ВМРО дефинитивно ја изгуби битката да диктира
на тамошното темпо околу реализацијата и имплементацијата на договорот со овие 4 пратеници. А мислам дури додатно, бидејќи веќе изгубија битката, ќе сака да се приклучат кон победниците. Тоа е сосема нормално во менталитетот на нашиот човек и за пратениците. Тие ќе се согласат внатре преку еден процес инклузивен, да се вклучат. Ја очекувам, бидејќи станува збор за врвен државен интерес. Македонија, министерот е тука уште повеќе, бидејќи директно инволвиран во тој процес, да ги вклучи сите креативни потенцијали со кои што располагаме, политички, човечки и така натаму. И дека луѓето од ВМРО ДПМН експонирани по разни основи, експерти, стручњаци, луѓе кои што ќе се вклучат во тие тимови и така натаму. А не се работи на тој начин, можат и да си го симнат гревот од себе оние кои што директно не се одговорени. Зошто? Да ви кажам, не можете вие со подеднаква тежина да ги судите оние луѓе кои што некој од Виена ги диригираше, организираше, а некој организираше во Скопје. Треба да видиме што е опсегот степенот на одговорноста и кривичната одговорност, степенот на казнивоста не е ист. И конечно, смислата на казнувањето, бидејќи сум правник, смислата на казнувањето не е луѓето да гнијат во затвори. Туку има спесе превентивна функција, социјализација на луѓето. Не можете вие оние луѓе кои што ги отвара врати да ги поистоветите оној што нареди или организираше внатре. Така да, и самите луѓе ќе допринесат позитивната страна нивна да дојде израз. Само да ја прашам режијата, дали може би се случува нешто во седиштето на ДПМН или ќе останеме со линкот за време на вестите? Мислам дека засега там нема. Дека засега немаме ништо ново. Добро, министре, сега вие сте пред еден, би рекол, необичен притисок. Од една страна направени се понудите, ова што го елаборира Петковски, важноста на помирувањето и така натаму. Од друга страна имате силни критериуми за интеграција во Европска унија, помалку за НАТО, бидејќи гледаме дека тој процес веројатно малку и со туркање ќе оди, но во Европска унија нема да можеме да влеземе ако се обидеме да се играме со правната држава. Не знам дали сте свесни за тоа, предпоставам дека сте, бидејќи ние за многу помали работи сме имале проблеми со држави од типот на Холандија, од типот на, не знам, да не ја спомнувам сега Франција, бидејќи тоа не е баш мал фактор и така натаму. Како мислите тоа да го изменаџирате, ако оваа понуда не го направиме опсегот во некаква политичка помирувачка форма, а не сега кршење на правната држава за луѓе кои што реално направиле тешки кривични дела? Прво мислам дека во моментов, тоа што е на масата, е дека ќе се формира собраниско тело што ќе разговара за овие прашања. Значи не знаеме, немаме повеќе факти од тоа. Од разговор за овие прашања мислам дека нема штета. Треба да се разговара. Има 3 елементи тука, едниот вие го споменавте. Едниот е како се роди политичката промена во Македонија. Се роди пред се благодарение на жетта за правда. И тоа е важен столб. Вториот е нашите мотиви зошто сакаме Македонија да ни стане европска. Меѓу другото, сакаме да имаме систем каде што на институциите ќе им веруваме, каде што судиите ќе бидат независни и каде што борбата против корупција ќе биде ефикасна. Тоа е еден од силните мотиви зошто сакаме да го фатиме тој воз и еден ден да влеземе во Европската унија. И третиот се заклучоците од прво Луксембург, Советот за општи работи, потврдени од Европскиот совет во јуни, кои што зборуваат за во англискиот јазик има 2 термина за одговорност, за accountability, за полагање сметка. Така. И за 27 април, и за сериозните индиции за тешки кривични дела во смисла на прислушкуваните разговори, што дел слушнавме, дел не слушнавме, се во СЈО од 2015 година. Па и пред тоа. И пред тоа, ама нели тогаш ние ги слушнавме, почетокот на 2015 година. Овие 3 моменти мораме да ги земеме предвид, што не значи дека треба да продолжиме да се мразиме и да се светиме едни со други. И во таа смисла,
овој процес ќе бара голема мудрост и внимателност. Како ќе се движиме, за да не си ја само поразиме целта. И може би комбинацијата ќе биде, формулата ќе биде, имаше една позитивна рецензија за новиот, сега веќе не толку нов, Хајко Мас, министер за надвршни на Германија, во Financial Times вели има во неговите политики одлична комбинација на принципи и уметност на можното. И мислам дека таа комбинација ние ќе треба да ја употребиме во овој процес. Ми правите одличен вовед за ова што сега го дознавам, а тоа е дека господинот Панчо Минов најавил дека доколку Митко Јанчев е исклучен од ВМРО ДПМН, дека тој ја напушта пратеничката група на ВМРО ДПМН. Ова е валда некаков микс на принципи. Уште двајца плюс. Веројатно доколку се тоа е точно, се разбира, бидејќи тој гостувал на кај колегите од 24 вести и мислам дека таму ова го има изјавено. Господа, би можело и до утре задутре да разговараме на овие теми. Јас ви благодарам и на двајцата што за релативно краток временски период направивме еден добар пресек. Смелам да констатирам дека и двајцата сте, би рекол се, да ве обвинам за радикални позиции, оптимисти во процесот. Јас сум апсолутно, како никогаш до сега Петковски за силови, апсолутно оптимист. Не, ве молам, јас ги следам процесите од првиот ден, предпоставувам, и министерот, но јас сум во собранието од првиот ден од конституирањето на поеќепартиското собрание. Никогаш во Македонија не постоела подобра атмосфера и клима и никогаш не сме имале толку силна меѓународна поддршка. Тоа ме охрабрува. Министре, ова не зависи само од Македонија. Ова зависи и од Грција. Ќе не изненади нешто таму или мислите дека и грчката влада ќе се обиде како што ние на компликуван, но сепак еден упорен начин се обидуваме да го испорачаме тоа што договорим, дека тоа и грците ќе го направат? Мислам дека немаше да биде да ја користиме предавката историски, ако беше лесно. И кај нас е тешко, и кај нив ќе биде тешко. Меѓутоа толку многу се инвестираше овде, и домашен политички капитал на двете страни, и меѓународен политички капитал. Влогот е голем и мислам дека може да ме обвините за радикална една позиција. Јас сум убеден дека овој процес ќе го истераме до крај и дека ќе го затвориме тоа поглавје, ќе отвориме едно што е многу вредно за нас и што е многу повидливо за идните генерации, за живите генерации, малку да се бавиме со продуцирање иднина. Што ги ќе правиме ние дебати во студијава која ќе завршат сите овие книги, почитувани гледачи? Јас со ова ја завршувам вечерашнава и целодневнава заправо дебатна програма. Ве препуштам во сигурните раце на информативната реакција на 1 ТВ и на колегата Александар Петревски, со кого ќе ги проследите последните случувања во земјата и во светот. Ви благодарам. Утре со вас е господинот Чомовски и благодарам на моите гости вечераш. Благодариме на времето.